Во последната епизода, посветена за електронските спортови, како хоби или професија и можност за осамостојување на младите од серијалот на Sport Generation, ќе поразговараме со нашите најпознати атлети од женската популација и еден од најуспешните и најмлади гейминг ентузијасти во регионот. Прво, фала ти за поканата и што ме одбравте баш мене да продискутираме на овие интересни теми. За мене секогаш може да биде едното и другото. За жал, јас немав можност да ми биде професија поради одредени ограничувања на територија на Република Македонија, во поглед на играта што играв. Но мислам дека голем дел од младите, во зависност од тоа која дисциплина ќе одберат, и како има плодна почва за развивање на професионална кариера. Се повеќе има можност да забележам дека компаниите, особено оние кои се бават со некаква трговија или производство на електронска опрема, спонзорираат и финансираат, вложуваат навистина големи фондови и суми во електронските спортови. Најпрво поради тоа што сакаат да се рекламираат, да рекламираат својата опрема преку нив, но понатаму се шири пазарот, не само тие компании, туку веќе речиси сите големи компании стануваат официјални спонзори на тимови во електронски спортови, што отвара навистина голема простор за инвестирање и во нашите млади и за развиток на некакви професионални кариери кои што навистина може да бидат високо профитни. За жал, во нашата држава немаме доволно информации за ова поле, посебно што медиумите не го рекламираат доволно електронскиот спорт. Се знае дека во светот постојат и специализирани канали на кои што даваат 24 часовни стримови од одредени игри и дисциплини, кои што веќе кога стануваат електронски спортови не се ни игри, туку повеќе се дисциплини. Но навистина недостига таа информираност на младите во Македонија, бидејќи дури и дечките и девојките кои што се многу талентирани во одредена дисциплина остануваат на ниво на хоби, бидејќи немаат простор или едноставно не знаат како да продолжат да градат кариерата во овој домен. Првично, како и секоја работа што правиме, или започнува како хоби, понатака зависно од тоа како се трудиме и како ни прераснува желбата и талентот за да правиме таа одредена работа, може да премине во следна фаза како професија, се занимаваме со тоа и нели секако да заработуваме. Пред се како професионален геймер многу е битно да се вложуваш во нели индивидуалниот скил, многу време да се посветат на тоа, пред се да се разбере играта, да се има гейм сенс, да се вежбат со тимот, заради тоа што без тимска игра нема да може нели да се просперира во геймингот, како и нели во секоја игра LOL, Dota, Counter, нели сите се тие тимски игри. Професија како професија пред се има нели можност за огромна заработка. Можам да кажам дека геймингот се доведе до ниво каде што се тука некаде и со филмската и со музичката индустрија во последните години, да кажам последните 10 години. Во последните неколку години го гледаме еспортот како расте и представува многу добар начин на професија и особено и нов бран на способности кои што младите луѓе може да ги разгледуваат, да ги учат и така натаму. Значи игрите до сега онака било си го губиш времето, не знаеш што правиш со себе, ама сега веќе има опција и веќе имаме фидбек со години што го гледаме дека може човек да заработува од игри, од истовремено да го игра како хоби, како фудбал во мало и такви работи. Така што како сите нови работи, тоест не сите, поголем дел новите работи кои што ги гледаме, геймингот има можност да биде прифатен и како хоби и како професионален спорт, бидејќи има многу одлични бенефити кои што може да произлезат од истото. Значи вака, генерално сите прво на ум им паѓа дека видеоигрите повеќето луѓе ги играат како еден вид на хоби, но тоа не е точно, доколку некој ако прашате било кој геймер, секој на ум сигурно му текнало дека сака некогаш да биде професионалец во таа игра. И тоа во последно време се поголем замав зема, како што може се види, поради едноставната причина поради тоа што гледаноста е огромна и поради тоа тие се исто така многу платени, можат професионално да се занимаваат со тоа. И тоа им овозможува на многу млади да бидат финансиски самостојни.
како што беше прашањето. Од аспект на хоби са примерно луѓе го гледаат како понездраво хоби поради тоа што е физички помалку активно, но тоа не е точно, повеќе има бенефици од колку лоши работи од гемањето како хоби. Пример во секојдневниот живот донесувањето на одлуки, побрзо донесување на одлуки во некои ситуации, една од придобивките и ред други работи.